топла супа, риба, компири, салати, десерт. Ова волонтерите од непрофитната светска централна кујна го подготвија за жителите на Ирпин во регионот на Киев, додека војната во Украина влезе во втората година. Тука е и готвачот Хозе Андреас, основач на организацијата. Yes, it's anniversary of hope. Ова е годишнина на надеж. Председателот Бајден и лидерите на другите земји доаѓаат да му покажат поддршка на председателот Зеленски на украинскиот народ. Тоа е порака за надеж. Светската централна кујна отвори пунктови за подготовка и испорака на храна низ Украина во средината на март 2022. Од тогаш, волонтерите служат топли оброци. That's why at the end we ended in more than 1,000 towns. На крајот завршивме во повеќе од 1000 градови, правејќи 8.000 дистрибуции храна неделно, 550.000 оброци дневно и 1,2 милиони во форма на кеси со храна, и тоа на места каде што немаше инфраструктура и супермаркети. Руските сили уништија над 10.000 куќи во Ирпин минатата пролет, принудувајќи многумина да се преселат во привремени модуларни градови. Еден таков град се наоѓа во просториите на поранешен санаториум, а неговите над 300 жители, како и жителите на Ирпин и Буча со ниски приходи, секојдневно добиваат оброци од непрофитната организација. За некој од нив, тоа е единствениот начин да ги прехранат децата. Нашиот стан изгоре. Живеевме во вагон 6 месеци, а кон крајот на ноември се преселивме овде. Музичкиот продуцент Серхи Кривцов волонтира овде од јуни. Бидејќи музичката индустрија во Украина е на пауза, тој целото свое време го минува помагајќи им на другите. Ја бачев по постах Видов знајоми. на страниците на Инстаграм дека го прават тоа. Добив шанса да помогнам неколку дена, а потоа брзо се приклучив на тимот со полно работно време, бидејќи се многу добри. Хозе Андрес вели дека најмногу го импресионирало чувството на единство и подготвеност на украинците да си помагаат едни на други кога дошол во Украина. Everybody's behind. Сите стојат за една идеја, зад председателот Зеленски, дури и оние кои не гласаат за него. Тие велат дека не гласале за него, но оти сега е нивен председател. Од почетокот на војната, Андрес поминал повеќе од 100 дена во Украина. Тој ги посети и деокупираните градови Чернихив, Харкив, Херсон и други.